Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Во животот потребно е да бидеме искрени и отворени за вистината. Понекогаш на вистина ни е потребно директно соочување со реалноста. Тоа го правеше Исус Христос со секого. Не со цел да го понижи, туку едноставно да го поправи мислењето за одредена работа кај тој поединец. Да го пренасочи кон вистинскиот пат. Една од таквите случаи беше разговорот со богатиот човек кој прашуваше како може да наследи живот вечен. А Исус му одговори со следниве зборови. Ги знаеш заповедите? Не прелюбодејствувај, не убивај, не кради, не сведочи лажно, почитувај ги таткото и мајка ти. А тој рече, сето тоа сум го запазил од младоста своја. Штом го чу тоа, Исус му рече, уште едно не ти недостига. Продај се што имаш и раздај го на сиромаси, и ќе имаш сокривиште на небото. Потоа дојди и следи ме. А тој, кога го чу тоа, се нажалил и беше многу богат. Исус Христос секогаш сака да ни го даде одговорот. И тоа одговорот што веќе го знаеме, но не сме послушни на истиот. Не го живееме, не го практикуваме. Тој секогаш ни дава поголемо разбирање, откровение и поголема одговорност. Колку поголема е нашата послушност, толку повеќе и подобро го слушаме Господовиот глас. Драги мои, започнува Елиезер. Holy, holy, you are holy, holy, you are holy, holy, the Lamb who was slain and conquered the grave. You are holy, you are holy, you are holy, the Lamb that was slain and conquered the grave. You are holy, you are holy, yes, you are holy, the Lamb that was slain and conquered the grave. You are holy, you are holy, you are holy, the Lamb that was slain and
Во одговорот на Исус секогаш постои прашање, кое доведува до наше лично запрашување дали сме подготвени да ја платиме цената за вистината. Зошто богатиот човек се нажалува? Богатиот човек треба да свати дека стои пред Бог. Бидејќи доколку не знае пред кого стои, можеби нема да биде волен да ја плати цената што е потребна за предизвикот што Бог ќе му го донесе во неговиот живот. Исус Христос му рече на богатиот: дојди и следи ме. Исус никогаш не ја користи наградата како подкуп за некој човек да се согласи да го следи. Особено во овој случај со богатиот човек и покрај фактот што потоа учениците негови велат вака: ете, ние оставивме се и те следиме. А Исус му рече: вистина ви велам, дека нема ни еден што оставил куќа, или родител, или браќа, или сестри, или жена, или деца заради Царството Божјо, а да не добил многу повеќе од тоа што сега во ова време и во идниот век и живот вечен. Ако го следиме Исус, за која било друга причина, освен искрената љубов кон Него за да бидеме со Него, нашата основа ќе биде кршлива, разнишана и нестабилна. И ние ќе се поколебаме во тешки времења, бидејќи живењето, следењето на Исус Христос има многу награди и придобивки, но има и висока цена. И секој кој има основа која е изградена врз основа на принципот ќе го следам за да придобијам, ќе попушти и ќе се поколеба во даден момент. Доколку богатиот човек се нафатеше да го следи Исус врз основа на она што ќе го добиеше, неговиот успех покрај Исус Христос секогаш ќе го мереше врз основа на надворешни нешта и придобивки. И никогаш немаше да биде мерен врз основа на неговата врска со Исус Христос. Поминуваме низ различни сезони, во изобилие и во недостаток. Доколку ја мериме и оценуваме сезоната во која што сме врз основа на надворешни услови, ќе дојдеме до погрешен заклучок. Патувањето е исклучиво врска, однос. А во тоа патување, Исус Христос ги додава сите работи што се поврзани со просперитетот, благословите. Ако го градиме нашиот однос, нашата врска со Господ Бог врз основа на она што ќе го добиеме од таа врска, тогаш всушност нанесуваме нечистотија во цементот, предизвикувајќи да биде толку кршлив, при што ќе нема доволно цврста основа за да крепи каква било потешка структура. А она што го сака Исус од оние што го следат, едноставноста и чистотата на посветеноста, каде што не е поради исходот. Да не се разбереме погрешно. Не станува збор за вечно живење во недостаток, тешкотија, туку многу важно е да се знае дека да се изгради цврста врска со Исус Христос е потребно да немаме багаж. Нешто што ќе не влече. Нели во Матеј, 7 глава, пишува: зашто тесна е вратата и тесен е патот што водат во живот, и малкумина се кои го наоѓаат. Еден е патот, Исус Христос. Тој е влезот за доживотното дружење со Небесниот Татко. Треба да ни биде јасно дека за вистината потребно е да се плати цена. Дали сме подготвени да ја платиме цената? Да, Христос ни вели дека ќе ни даде се во изобилие, доколку се одлучиме да го следиме. Но ни укажува на фактот дека животот со Него ќе биде проследен со прогонство од различни аспекти. Дали тоа ќе биде во доживување искушение, одреден временски период, дали понижување, дали отфрлање од луѓето околу нас, дали одрекување од некои потреби и желби. Тој на некој начин ни вели: да, ќе ти дадам повеќе,
но тоа привлекува и повисок данок. Подготвен си да го платиш? Ќе бидеме ли искрени на ова прашање? Дали сме подготвени и колку сме подготвени да ја платиме цената? Од една страна сакаме повеќе, а од друга страна не сакаме да платиме. Сакаме да знаеме, но не сакаме да учиме. Сакаме да сме успешни, но не сакаме да вложиме, да работиме, да се усовршуваме. Која е разликата помеѓу животот во и со светот и животот со Христос? Во светот се е работа на договор, бизнис, интерес. Но со Христос основата е љубов, врска, однос, разбирање, заедништво. Зато Исус пред се сака ние да градиме врска со Него, а не да се трампаме. Затоа сака доброволно да пристапиме и да се дружиме со Него. А доколку тоа подразбира и проживување на тешкоти, тоа да е од љубов, а не од тоа какви материјални придобивки би имале. И подготвени сме за ваква сделка? Би живееле по вера? Исус Христос веќе ни кажа дека дојде за да имаме живот вечен и тоа живот во изобилие. Би се нафатиле ли на предизвикот кога веќе знаеме дека се е во наша полза? Исус ни вели и денес: следиме. Јас велам да, а ти? And I just wanna bless your name. And I just wanna move your heart, God. 'Cause you're all that matters. Yes, you're all that matters. 'Cause everything else can just fade away. You're all that matters. You're all that matters. Зарем не би се запрашале како може некој бизнисмен, во случајов Петар, како рибар, да остави се за да го следи Исус? Зарем не беше така? Исус му рече следи ме, а Петар го остава својот бизнис, својата работа, семејството. Каква храброст! Би го сториле ли и ние тоа? Сепак,
Верата е израз на нашата доверба во Него како Бог што наградува, како што пишува во послание до евреите 11 глава. А без вера не е можно да му се угоди на Бога, бидејќи оние кои доаѓаат при Бога треба да веруваат оти Он постои и дека ги наградува оние што го бараат. Потресите во нашиот живот откриваат дали ние сме во патувањето со Исус заради заедништвото со Него или заради нештата, придобивките, односно дали тоа го правиме од љубов и пријателство или од корист. Бидејќи, доколку го оценувам мојот живот со Христос врз основа на тоа колку добро или лошо ми оди, односно колку имам пробив, успех во кое било поле, тогаш мојата самодоверба и довербата во Исус Христос ќе се менува. Ќе се движи нагоре, надолу, нагоре, надолу. Но, доколку гледам од поинаков аспект, дека имам целосна доверба во Него и дека добивам и ќе добијам повеќе отколку што заслужувам, дека Тој направил и прави повеќе отколку што можам јас да сторам за себе, дека јас не се сакам толку колку што Тој мене ме сака, дека штом се најдам во тежок период, тоа треба да биде можност јас да бидам поблиску до Него и дека се е во ред. Се е во врска со патувањето и со оној со кого патувам, тоест со Исус Христос. Се е за Исус Христос. Тој е патот, вистината и животот. Исус не бара совршени луѓе со совршени вештини. Тој може да направи чуда, може да искористи некое животно преку кое ќе се пренесе зборот. Тој е Бог, може да направи што сака. Нели од риба изваде златник, воскресна човек мртов 4 дена. Не е поентата во тоа. Туку бара луѓе кои ќе го сакаат, ќе се дружат, ќе живеат со Него, со небесниот Татко. Како што ни вели во Јован 15 глава. Никој нема поголема љубов од оваа, да ја положи душата своја за своите пријатели. Вие сте ми пријатели, ако го вршите она што ви заповедам јас. Не ве нарекувам повеќе слуги, зашто слугата не знае што работи господарот, туку ве нареков пријатели. Оти ви кажав се што сум чул од мојот Отец. Вие не ме избравте мене, но јас ве избрав вас и ве поставив да одите и да принесувате плод, и плодот ваш да остане, та што и да посакате од Отецот во моје име да ви даде. Оваа заповед ви ја давам, да се љубите еден со друг. Ако светот ве мрази, знајте дека мене светот уште пред вас ме замрази. Ќе можеше ли Петар да му служи на Исус доколку беше неодлучен? А можеше ли да го понесе со себе бродот, неговиот бизнис? Истото се однесуваше и за богатиот човек. Тој му робуваше на своето богатство. Тој беше врзан за материјалните нешта. Одделувањето од богатството, од парите, не се однесува за секого, туку за оној кој е врзан за истото. Некој е врзан за пиењето алкохол, некој за пушењето цигари, некој за зборувањето и така натаму. Зашто си врзан ти? Зашто сум врзана јас? Дали сме свесни? Што е тоа што не одделува од Исус Христос? Христос тежне кон истакнување на вистинскиот проблем. Продира директно во коренот на проблемот. Што е тоа што во нашето срце стои како камен, кој треба да се отстрани? Што е тоа што се крие и потајно го помрачува нашиот благослов? Тука лежи клучот за нашиот пробив. Знаеме ли дека доколку не го користиме на правилен начин, она што ни е дадено како благослов, лесно може да се претвори во проклетство. Затоа, некој му робува на парите, а некој не. Некој му робува на храната, а некој храната ја користи за лек.
Можеш ли да користиш алат кој не знаеш како да го користиш? Голема е веројатноста дека ќе се повредиш. Повеќето ја знаеме случката со Мојсей, кога Господ Бог го прати Мојсей кај фараонот за да го слободи израелевиот народ. Овчарскиот стап што го користеше Мојсей се претвори во змија. Во Излез 4 глава стои: Господ му рече: "Што ти е тоа во раката?" А тој одговори: "Стап." И му рече: "Фрли го на земја." И го фрли на земја, а тој стана змија. И Мојсей избега од неа. А Господ му рече на Мојсей: "Испружи ја раката своја, па фати ја за опашката." И ја испружи раката и ја фати, и пак стана стап во раката негова. Така ќе поверуваат дека ти се јавил Господ, Бог на татковците нивни. Зошто ја спомнувам оваа случка? Дали сме свесни што поседуваме во нашата рака? Што поседуваме во нашиот живот? Знаеме ли дека оно што го поседуваме има две страни? Ги знаеме ли обете страни? Навидум, овчарски стап кој одеднаш се претвора во змија. Дали знаеме дека се што поседуваме, што држеме во рацете, е змија, а за тоа не сме свесни? Тоа не значи дека не треба да го поседуваме, доку треба да знаеме што поседуваме. И магионичарите на фараонот имаа способност нивните стапови да ги претворат во змии, но змијата на Мојсей ги проголта нивните змии. И каде се наоѓа моќта на непријателот? Се наоѓа во стомакот на твојата змија. Се наоѓа во стомакот на твојот авторитет. Целта на Исус Христос е да ни покаже каде се наоѓа нашиот авторитет, преку тренинг. Така што, кога ќе го фрлиме стапот, знаеме што да правиме со истиот. Понекогаш нештата ни изгледаат нелогични, но од Божја перспектива се логични. Тоа можеме да го видиме преку следнава реченица упатена до Мојсей: "Испружи ја раката своја, па фати ја за опашката." Она што знаеме како правило е дека змија не се фаќа за опашка, нели? Што ме така, што е тоа што Мојсей треба да го стори? Се сведува на следново. Се додека држеме змијата кај главата, ние сме искушувани да мислиме дека нашата интелигенција, нашето знаење, ќе не држи нас сигурно од опасноста. Но, ако ја фатиме на начин како што ни вели Бог, односно за опашката, тогаш сме на сигурно. На Бог не му пречи да поседуваме нешта, но треба да знаеме како да ги поседуваме. Тој сака да живееме според реализацијата дека да, ти дадов, но држи го правилно, бидејќи, ако го држиш неправилно, она што ти е благослов може да се сврти против тебе. Она што ти е дар, вештина, материјална работа, за да успееш во животот, може да се претвори во нешто што ќе биде закана за твојот живот. Во тоа се состои патувањето, животот со Исус Христос. Ден за ден да ни дава што да држеме, но да менаџираме, но и начин како да го правиме тоа. Секој нов ден да го живееме со Христос, за да го видиме прославен преку нашата континуирана послушност. Затоа тој сака да не го вреднуваме нашето заедничко патување со него врз основа на надворешни придобивки. Целта е Исус Христос да ни биде на прво место, а се останато да биде второстепено. Да му веруваме. Да, благодарни сме за се што имаме, но вистинското богатство е во заедништвото со него. Живееме со целта да го почитуваме, да го славиме со секоја наша акција, со секој наш здив. Што значи,
Не станува збор за нештата, туку за личноста Исус Христос. За крај на ова издание ми останува само прашањето: дали сакаш да го следиш Исус Христос? Доколку одговорот е да, тогаш повтори по мене. Мил Господи, јас сум грешник. Се покајувам за сите мои гревови. Ти признавам Господ Исусе за мој Господар и Спасител. Ти велам да за патувањето со Тебе. Дојди во мојот живот. Амин. Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Ѓурѓиевска Костадиновиќ, под покровителство и во соработка со Господ Исус Христос и Господ Свети Дух. Eliezer